Уставните измени влегоа во собраниска процедура со веќе познатите рововски ставови на мнозинството и опозицијата. Процесот почна со денешната расправа во Комисијата за уставни прашања на која прв настапи премиерот. Ковачевски повика на разум од сите пратеници. Да не мислиме само на себе, туку за доброто на државата и граѓаните. Се наоѓаме пред најважниот политички избор. Или сите ќе бидеме победници, или сите ќе бидеме губитници, порача премиерот. Република Северна Македонија денес има неповторлива шанса да го направи клучниот чекор за да продолжи по европскиот пат, а потоа во забрзан интегративен процес во следните неколку години да стане и членка на Европската Унија. Уставните измени кои се пред вас не загрозуваат ниту едно македонско идентитетско прашање. Затоа граѓаните нема за што да бидат загрижени. А на нас, како одговорни носители на јавни функции, е обврската тоа добро да го објасниме и да носиме мудри одлуки што отвораат перспективи, а нема да ја заглава државата во нова многогодишна изолација. Овие измени се осудени на пропаст, одговори од ВМРО ДПМН. Опозицијата предупреди преку процесот на уставни измени да не се прават нови поделби на проевропски и противевропски табори. Партијата на Христијан Мицкоски е јасна дека нема да дебатира и нема да ги поддржи измените, зашто, како што рекоа од ВМРО ДПМН, Македонија не е на продажба. Уставни измени под диктат, притисок и наметнувања се невозможни и никогаш нема да ги поддржиме. Затоа што тоа е директно кршење на суверенитетот на една земја. Суверенитетот произлегува од народот, а огромно мнозинство од народот, над 80%, вели не на ваков начин на насилство од страна на власта. За жал, трагичната и видлива и денес пред целата македонска јавност е дека ние имаме глува и слепа власт. Очекувано поддршка нема ниту од другиот дел на опозицијата. Наместо да преговараме за копенхашки критериуми, ние ќе преговараме каков бил цар Самуил, каков бил Гоце Делчев, какво било Илинденското восстание. И што е најтрагично, не обезбедивте никакви државнички гаранции дека нема да има нови вета. И тоа не само од Бугарија. Бугарија има уште 35 пати шанса да ни стави вето и ќе ни стави. Ќе ни стават и други земји. Ќе ни стави Франција како што ни стави, како што го излизгаа Заев за преспанскиот со тие видео бимови кај што Макрон велеше гласајте на референдумот и после тоа Макрон ви стави. Вие сте недоветни да водите дипломатија и треба тоа да си го прифатите. Им се обраќам на моите колеги македонци. Бидете убедени, како што денеска стоиме со вас и на секој начин помагаме во евроинтеграциите, така ќе стоиме покрај вас и во иднина. Колеги, сметам дека нашиот глас ќе биде решавачки за иднината на нашата држава. Комисијата за неколку часа ја заврши работата. Со 10 гласа за и 7 против го усвои заклучокот за пристапување кон измена на Уставот. Денешната седница е вовед во првата фаза од измените. За оваа етапа да биде успешна, на пленарната седница закажана за 18 август треба да се добие поддршка од 2/3 од пратениците. Ако има двотретинско мнозинство, што според актуелното расположение засега изгледа малку веројатно, се преминува на втората фаза во која се утврдуваат нацрт амандманите за што е доволно мнозинство од вкупниот број пратеници – 61 глас. Потоа овие нацрт амандмани одат на јавна дискусија, се финализираат како предлог амандмани и се враќаат во собранието каде почнува третата, конечна фаза. За усвојување на амандманите повторно е потребно двотретинско мнозинство или најмалку 80 гласа. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.